Благодарам, председателе. Анализирајќи го финансискиот план на Анализирајќи го финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, во кој се презентирани планираните приходи и расходи врз основа на предвидените активности за 2021 година, би сакала да нотирам неколку факти кои ја засегаат македонската јавност. Наводната грижа на Регулаторната комисија за енергетика за кризата ви паѓа во вода, затоа што минатата година до толку сте го натрупале и напумпале буџетот, што сега е и повеќе од очигледно дека секое намалување на трошоците не е ништо друго освен привид. Во ситуација на невидена криза, за само 7% намален финансиски план на институција со буџет од 80 милиони, и тоа намалување во сосема несуштински ставки, кои попатно во 2020 година беа енормно зголемени, па сега божемно ги намалувате, е крајно несериозно. Граѓаните се свесни дека тоа го правите само за да покажете наводна скромност на председателот Бислимовски. Буквално секое намалување во 2021 година е резултат на енормното зголемување кое сте го направиле во 2020 година споредбено со 2019 година. Во услови кога планираните приходи на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија се предвидува дека ќе се намалат за 4,13%, во услови кога и расходите се предвидува дека ќе се намалат за 7,88% во однос на одобрените со финансискиот план за 2020 година, пред се заради ковид пандемијата, она што никако не смее да се намали се вработувањата. Значи, имуни на COVID-19 се единствено вработувањата во оваа земја. Во 2020 година, во која заради пандемијата драстично се намалил обемот на работа, сепак во Регулаторната комисија успеале да се реализираат 10 вработувања, а до крајот на 2021 година се планира да се вработат уште 6 лица, и тоа, замислете, настрана од новите вработувања кои ќе се реализираат заради остварување на правото на пензија на неколку од постојните вработени. Кога и дали еднаш ќе престане ова партиско преполнување на институциите, нека судат граѓаните. Значи, ќе се задржам само на финансискиот план за 2021, како што претходно имавте забелешки да не го споменуваме од 2019 и 2020. Трошоците за потрошена енергија за 2021 година се предвидува да се намалат за 4,52%, нормално поради состојбата што ја имаме со пандемијата, односно поради работењето од дома во поголем дел од годината. Трошоците во категоријата други услуги во 2021 година се предвидува да се намалат за 8,92%. Трошоците за интелектуални и други услуги е планирано да се намалат за 23,34%, затоа што ситуацијата со пандемијата со COVID-19 има директно влијание и врз планирањето на оваа група на трошоци. Трошоците за капитални и други средства е планирано да се намалат за 15,75%, трошоците за групата на други материјални расходи се за 10,71% помали, значи и тоа е во ред, ама износот на трошоците за надоместоци на трошоци за работници во 2021 година се предвидува да се зголеми за 10,73% во однос на одобрениот износ со финансискиот план за 2020 година. Зголемувањето е како резултат на зголемени трошоци за стручно образование и усовршување, односно обуки за добивање на соодветни лиценци за вршење на работните задачи. Уште еден момент ми падна во очи, а тоа е делот 2.1, кој се однесува на потрошени материјали и во кој се вели, цитирам: исто така, планирани се поголеми трошоци за потрошена вода, кои треба да се платат на изведувачот Бетон за заостанат долг за периодот од 2017 до 2020 година поради недоставување на фактура.
Замислете што би го снашло еден граѓанин кој не би платил сметка од 2017 година. Ако вака може да се однесуваат институциите, тогаш да не бидеме ригорозни и спрема граѓаните. Како заклучок, планираниот приход на друштвата што вршат енергетска дејност и давателите на водни услуги за 2020 година е пресметан врз основа на остварениот приход на овие друштва во 2019 година со предвидување за негово намалување за 8% или во апсолутен износ од 6,7 милиони денари заради економската криза како последица на пандемијата. Идентично е и намалувањето на расходите. Планираните приходи од надоместок на носителите на лиценца кои вршат енергетска дејност и давателите на водни услуги во 2021 година ќе бидат помали за 17% во однос на одобрениот приход со финансискиот план за 2020 година, односно во апсолутен износ тоа намалување е 11,8 милиони денари. Ама затоа пак расходите за вработени во 2021 година ќе чинат 49 милиони 436.676 денари, што е зголемување за 12 милиони 140.235 денари или зголемување на расходите за вработени од 32,55% во споредба со 2019 година. Што можеме да заклучиме, почитувани, заради економската криза, која е последица на пандемијата, односно при намалување на се што постои, имаме само едно единствено зголемување и тоа е зголемувањето на бројот на вработени. Па да се запрашаме до кога вака. Ви благодарам. Благодарам.